Добар ден, господине Мицковски, ви благодариме што прифативте гостување во вестите на Алфа телевизија. Веќе сте тука на конгресот, се очекува за околу 2 часа да имате ваше обраќање. Па кои пораки ќе ги испратите и која е целта на ова доаѓање тука во Букурешт? Добар ден и голем поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ова е редовен конгрес на Европската народна партија. Целта на овој конгрес, примарната цел на овој конгрес е да се избере носителот на листата кој што ќе ги предводи практично идните пратеници во Европскиот парламент од редовите на Европската народна партија. Единствен кандидат е актуелниот председател на Европската комисија, а тоа е Урсула фон дер Лајен. Очекуваме веќе во текот на утрешниот ден незината кандидатура да биде изгласана од страна на делегатите и очекувам да биде успешен конгрес во кој што ќе се упатат многу пораки за единство, пораки за она кое што представува предизвик на 21. век, осуда на сите оние политики кои што значат разединување и нормално ние како ВМРО ДПМН овдека имаме наша позиција поврзана со реалните политики кои што се поврзани со Македонија како држава, но исто така и интегрирањето на Македонија во рамките на Европската унија. Во текот на овој престор предвидени се многу билатерални средби, меѓу кои би ги издвоил и средбите со премиерите на Хрватска, и Брнабич на Србија. Тука се средбите и со двајца подпредседатели на Европската народна партија, господинот Мекалистер и господинот Хан. Потоа уште некои билатерални средби кои што ќе се случуваат во текот на денешниот и утрешниот ден. Идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова, во текот на утрешниот ден ќе има средба со председателката на Унијата на жени на Европската народна партија, така што навистина ќе биде динамично и за нас како ВМРО ДПМН ова представува исклучително голема можност да ги прошириме по линијата на соработка со нашите сестрински партии, посебно во државите каде што тие се и влада, и да работиме на зголемување на економскиот потенцијал на Македонија како држава, бидејќи главниот приоритет на македонските граѓани е зголемување на стандардот, а тука ВМРО ДПМН се покажала и докажала и во минатото и ќе се покаже и докаже во иднина како идна влада е неприкосновена.